Го оштетиле буџетот за над 90 милиони евра, а од државата нелегално наплатиле 37 милиони евра за поврат на ДДВ. Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција денеска брифира дека фирмите поврзани со струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов преку фиктивни фактури наплатиле од државата 30 милиони евра во кеш за поврат на ДДВ и уште над 7 милиони евра со пребивање на долгови. 9 месеци по големата полициска и даночна акција во фирмите поврзани со Крмзов, обвинителството денеска и официјално отвори истрага во веројатно најголемиот случај за финансиски криминал досега. Осомничени се 23 луѓе и 15 фирми кои имале меѓусебни деловни односи. Се истражуваат градежната фирма Крмзов МР, земјоделската Агро Крмз, бутиците Джокс Премиум, хотелот Вила Парк во Струмица, транспортната Никфан Транс во собственост на неговата сопруга Марија, фирмите Минтикос Текстил, Сакаов Транс и Камилком СР на неговите внуци Зуле Кармзова, Василева и Васе Панајотов, но и Нетком Плюс и Дианита во собственост на негови соработници. Сите овие фирми имале меѓусебни деловни односи. Замрзнат е нивниот имот, иако голем дел од недвижностите се веќе под хипотека. Освен Крмзов и неговите внуци, под истрага се уште 8 собственици и директори на фирми поврзани со нив. За несовесно работење во службата се осомничени и осумми навработени во струмичката подружница на УЈП кои замижувале предлажните документи и 4 овластени сметководители кои ваквите документи ги изготвувале. Обвинителството вели дека има многу злоупотреби, но за да не го оптоваруваат случајот се фокусирале на тие каде што е направена најголема штета и кои што најлесно ќе се докажат. Според нив, 90% од злоупотребите се правени со меѓусебно продавање на деловен простор меѓу фирмите. Еден из деловен простор бил продаван од една па на друга фирма, па од втората на трета и така во круг за суми од 4 до 20.000 евра по квадратен метар. Кога една фирма купува нешто од друга, треба да го плати ДДВ-то, а првата фирма си бара поврат на ДДВ од УЈП. Трансакциите во овој случај според истрагата биле само на хартија. Данокот не бил плаќан, а потоа другите фирми си барале поврат на ДДВ од државата кој што се движел од 300.000 до 2 милиони евра по трансакција. Други злоупотреби биле правени со консигнација. Се добивал поврат на ДДВ, а стоката им била давана на други фирми на консигнација, односно ќе ја платат со седанокот кога ќе ја продадат. Се испоставило дека тие фирми се фиктивни, односно нивните магазини не постојат, а со тоа и стоката не може да се најде. Истрагата исто така го сомничи дека продал градежни скелиња како отпадно железо, а ги прикажал како градежен шут. Крмзов пак за код тврди дека кај него се е чисто и оти државата му должи нему, а не тој на државата. Обвинува дека истрагата против него е по нарачка на локални моќници поврзани со двете најголеми партии кои сакаат да му го преземат бизнисот.